Насилството од 6 јануари 2021 година е толку централно во напорите за реизбор на Доналд Трамп, што тој отворил предизборен митинг со песна од мажи осудени за нападот на Конгресот тој ден. Ги слушнавте заложниците како пеат. Тоа беа заложници. Тие се заложниците што ги нарекувам J6. Толпата навива кога Трамп ги нарекува бунтовниците патриоти и заложници, наместо осудени криминалци. За време на Џо Бајден, американските патриоти се апсат и држат во заробеништво како животни. Во песната што Трамп ја снимил со хорот J6 Prison, тој ја рецитира за клетвата за лојалност кон знамето на САД. Несоодветно е да се користи за клетвата за поддршка на обвинетите за насилниот бунт против Конгресот. Значи, мислам дека критичарите се во право во тој поглед. Се разбира изговорот на Доналд Трамп или неговото објаснување е дека всушност тие се вистинските патриоти. Ке се однесуваме кон нив праведно. И ако тоа подразбира помилување, ке ги помилуваме. Кампањата на Бајден исто така зборува за насилството од 6 јануари, не како патриотизам, туку како закана за демократијата. Тие беа бунтовници, а не патриоти. Тие не беа таму за да го поддржат уставот. Тие беа таму за да го уништат уставот. Ако биде реизбран, тој сака да го помилува. Цитирам, секој од нив. Нападот на Трамп врз демократијата не е само дел од неговото минато. Тоа е она што тој го ветува за во иднина. Како тоа насилство во 2021 година ќе влие врз гласањето во 2024 година, зависи од тоа како се идентификувате самите, вели политикологот Крис Еделсон од Американскиот универзитет. Некои луѓе ќе бидат стимулирани од 6 јануари, некои се згрозени. Бајден и Трамп го користат 6 јануари како предупредување за тоа што може да се случи ако погрешна личност биде избрана за претседател.